Ученици и наставнички од Куманово изминатата недела беа во посета на Бјеловар, Хрватска, во рамки на соработката на збратимените училишта, гимназијата Гоце Делчев и туристичко-угостителското и прехранбено училиште од Хрватска. Ана Бојковска, Меланија Марковиќ, Мелани Максимовска, Дора Димовска и Никола Василевски во придружба на наставничките Елена Маневска-Станојковска и Александра Маневска изминатата недела имаа можност да учествуваат во работилници и истражувачки дејности, но и да се запознаат и со материјалните и нематеријалните културни богатства во околината на Бјеловар, како и во главниот град на Хрватска, Загреб. Во период од 17 септември до 22 септември 2023 беше одржана размена на ученици по повод на збратимени училишта помеѓу нашите училиште, гимназија Гоце Делчев и ТУПШ или туристичко-угостителска школа од Бјеловар, Република Хрватска. Треба да се напомене дека ова е веќе втора размена, затоа што во мај месец ние бевме домакини во рамки на истиот проект, така да имавме прилика да одиме со ученици кои беа тогаш домакини, да ги посетиме нашите гости тогаш, а сега домакини, и да учествуваме во низа активности кои што беа предвидени со посетата. За разлика од сите можни проекти во кои што учествуваме, ова не е Еразмус проект, ама потекна од Еразмус проект, затоа што со училиштето од Хрватска се запознавме на една од размените и дојдовме на идеја да ја продолжиме нашата соработка надвор од Еразмус, туку да биде една формална, а од друга страна и неформална средба, така да не сме врзани со рокови и со датуми, туку ете ствар на договор и секако се надеваме дека соработката ќе продолжи во годините што идат. Во понеделник најпрво се запознавме со нивната школа, ТУПШ или поточно туристичко-угостителска школа. Имавме работилница каде што се запознавме и со многу повеќе деца од други класови, не само од оние кои што ни беа домаќини, односно не само оние кои што се вклучени во размената. Поентата беше да ги пуштиме мислите, да забравиме се и да отпатуваме далеку во свемирот, затоа што навистина и тоа некогаш е можно, сите обврски да ги ставиме настрана и да се собереме самите себе си и да маштееме. Имавме исто така и час каде што се запознавме со светскиот јазик есперанто, кој всушност е јазик во склоп од повеќе јазици, например францускиот, италијанскиот, шпанскиот, германскиот. Во среда бевме во околина на градот Бјеловар, бевме во градот Ѓурѓевац. Таму бидовме на Стара тврдина и ни одржаа мала представа. Потоа следниот ден бевме во Загреб и таму наистина многу убаво си поминавме, видовме многу убави стари градби. Имавме истражувачка дејност низ Бјеловар, ни ги покажаа сите историски споменици што ги имаат, ни поставуваа прашања за секој споменик, а од општа култура беа прашањата и ние, ако знаеме да одговориме, прашањата беа од надпреварувачки карактер и секој што ќе одговореше точно добиваше еден поен. Имавме победник, тоа беше Никола Василевски од нашето училиште. Учесниците во проектот се надеваат дека следната средба со партнер училиштето од Хрватска повторно ќе биде организирана во Куманово.